Утро, почитувани гледачи, јас се обидов пред 30 на минути да се одјавиме вечерва, после на пресконференција пред седиштето на ВМРО ДПМН, но како што се одјавивме, така почна да звонат телефоните во нашата телевизија, имаме огромен притисок од гледачите, бидејќи некако оваа потрага по тоа каде се наоѓа Никола Груевски, како да ќе се разлече и во овие ситни сати, веќе утрински часови, бидејќи влеговме во 13 ноември, часот е, ако не ме лаже часот во часовникот во студиото, негдека 12 и 13 минути по полноќ. Затоа решивме нашите репортери уште малку да проверат некои локации, бидејќи денеска известувавме од пред зградата на господинот Груевски, известувавме од пред затворот во Шутка, известувавме од пред седиштето на најголемата опозициона партија, каде што имаше различни активности, па дури јавување и директно вклучување во пресконференцијата, односно изјавата на генералниот секретар на партијата. Се вклучивме и од унгарската амбасада, од платото пред унгарската амбасада, бидејќи постојат некои шпекулации дека можеби господинот Груевски таму заминал да побара некакво продолжување на одлагањето на неговото заминување во Шутка. Сега ќе се вклучиме накратко на 3 локации низ градов, за кои што веруваме дека се на еден или на друг начин се уште поврзани со оваа полноќна потрага по тоа каде се наоѓа господинот Груевски. Првото вклучување го имам со колегата Антонио Крстевски, кој што, ако не се лажам, се наоѓа пред зградите, пред централата Министерството за внатрешни работи. Антонио, дали се слушаме што има пред МВР? Има ли воопшто некој таму, освен чуварите, дали некој друг, освен еден ТВ, трага по тоа каде може да биде господинот Груевски вечерва? Добро вечер, Сашо, од пред Министерството за внатрешни работи во Скопје. Можам да кажам дека ние сме единствената телевизија која што во овој момент се наоѓа тука пред зградата на Министерството за внатрешни работи. Освен чуварите на капијата, не можеме да видиме внатре дали има други лица кои што работат, меѓутоа ова е местото од каде што се води главната акција, односно од каде што се координира акцијата за потрагата по екс-премиерот Никола Груевски. Министерството за внатрешни работи трага по Груевски, а ние трагаме по одговори каде се наоѓа тој. Меѓутоа, за жал, досега не добивме информација. Медиумите се уште немаат информација каде е Никола Груевски, колку тимови трагаат по него и на кои места досега полицијата трагала по поранешниот премиер на Република Македонија. За гледачите, Антонио, дека ние се обидовме вечерва во неколку наврати да добиеме некаква официјална изјава од Министерството за внатрешни работи, но таму кратко ни одговараат дека истрагата е во тек, дека таа потрага е во тек и дека во овој момент нема што да соопштат. По тоа што го гледам зад тебе, се чини дека владее потполна темница, мрак во кругот на Министерството, веројатно освен чуварите таму повеќе нема никој друг. Со оглед на тоа што светат неколку светилки внатре во зградата, предпоставуваме дека сепак има некој кој што некоја дежурна служба во зградата на Министерството за внатрешни работи, како што и ти спомена, побаравме одговори од нив, односно побаравме пред камера да не биде дадена изјава и да не бидат презентирани неколку детали за тоа докаде истрагата, на колку места и каде се го бараат Никола Груевски. Меѓутоа ни одговорија дека поради сензитивноста на темата повеќе детали ќе бидат соопштени во следните, неверојатно во следните денови. Јас сакам само накратко да напоменам дека јас и снимателот денеска бевме и пред зградата во која што живее Никола Груевски. Таму имаше полициски службеници кои исто така беа во потрага, се надева дека таму ќе биде, меѓутоа на крајот епилогот излезе дека Груевски најверојатно не се наоѓа во својот стан. Полицијата остана таму, ние се обидовме да влеземе внатре, меѓутоа ни рекоа да го напуштиме катот. Антонио... Исто така, последното... Да, повели, заврши, бидејќи и други колеги не чекаат на локации, повели? Последното наше вклучување беше од пред унгарската амбасада, едно од многуте места кои се шпекулира, за кои што се шпекулира дека Груевски е можно да се крие. Остануваме на терен, ќе бараме одговори, како што претходно напоменав, Министерството за внатрешни работи трага по Груевски, ние трагаме по одговори каде се наоѓа тој.
Антонио, само уште едно последно прашање. Има ли некаква реакција од МВР што се однесува до некои други настани денеска? Дали ти во твоите контакти доби некаква реакција што се однесува на некои други настани, не врзани само за оваа потрага вечерна по Никола Груевски? Министерството за внатрешни работи секојдневно известува и за други настани, се разбира, меѓутоа нашиот фокус денеска е на потрагата по екс-премиерот Груевски. Во дневните билтини МВР постојано известува и за другите настани кои што ги регистрирале. Јас во овој момент не можам со детали да кажам. Така е, ова те прашувам бидејќи вечерва Јанушев излезе со прилично тврди обвинувања кон МВР дека малтене бил малтретиран за време на претресот на околината на зградата на ВМРО ДПМН, па не успеавме да најдеме никој кој од МВР евентуално би имал официјална реакција на тие обвинувања. Токму така и пред ова линковско вклучување мислам дека Министерството за внатрешни работи се уште не имаше излезено со своја реакција по однос на обвинувањата од страна на генералниот секретар на ВМРО ДПМН Игор Јанушев. Добро, благодарам Антонио, завршивме добра работа. Денеска се обидовме со тебе да бидеме на неколку локации, а следната локација која што ја повикуваме е колешката Весна Велкова, која се наоѓа, ако не се лажам, пред вилата Водно, тоа значи негде во темниците на приодните патишта кон председателската вила на господинот Ѓорѓе Иванов, кој што неодамна се врати од Париз. Весна, има ли некакви знаци на активности околу таа локација, околу председателската вила и приодните патишта? Каква е атмосферата таму? Ордановски, екипата на еден телевизија е овде пред председателската вила на Иванов на Водно. Како што може да се види од камерата од нашите инсерти, овде е мирно. Освен она редовно обезбедување на председателската вила, полициски екипи, односно патроли, овде нема. Значи, мирно е, може да се види дека и прозорците се затемнети, нема светло. Освен оние остануваат да лебдат овде во темнината оние шпекулации дека последната брана да не оди Груевски на издржување казна затвор е токму председателот Иванов и она аболиција која може да го спаси да не заврши во затворот. Шутка. Ордановски? Дали вечерва, Весна, има некој друг таму на таа локација од колегите од другите телевизии или сме ние единствените кои што вака полноќно се обидуваме да ископаме можеби некој детал повеќе за тоа каде би можел да биде господинот Груевски? Освен нашата екипа, други екипи овде нема. Пред малку бевме посетени овде од обезбедувањето на председателот Иванов, но тие беа мошно љубезни и не оставија овде да го направиме линкот, инаку се знае дека малку е недозволиво да бидеме токму на ова место во овие нотни часови со оглед на улогата на ова вила. Како што веќе реков, овде нема други екипи, остануваме ние каде би можело да биде Груевски. Во јавноста се проструи онаа шпекулација дека може да биде и овде токму во оваа вила за тоа порта зад мене, но засега таква информација потврдена немаме. Неодамна, односно председателот Иванов беше на она чествување на 100 годишнината од Првата светска војна во Париз. Таму беше, се врати со својата сопруга, но од него нема ниту глас за целата оваа ситуација новонастаната околу потрагата по поранишниот премиер на Македонија. Силни се шпекулациите во јавноста дека можеби таа последна одстапка која што може да го спаси одењето на Груевски од затворот во Шутка е токму некаков обид за некаква аболиција, иако таа постапка е компликувана, таа воопшто не е едноставна, дури и кога ја примени председателот Иванов пред некоја година беше потполно незаконски заснована, па потоа повлече и така натаму, но како и да е од тоа што си ти таму, Весна, јас успевам да разберам дека сите активности и таму се можеби одложени за утре. Па најверојатно со оглед на тишината што владее овде се очекува председателот Иванов сепак со свој став да излезе во наредните денови.
Јас ти благодарам од природните патишта на вилата Водно, председателската вила во Скопје и последната локација која што ќе ја посетиме се разбира е нашиот Игор Стефановски кој што се уште се наоѓа пред затворот во Шутка. Игоре, само да провериме да не има некаков развој на настани таму. Можеби некој се сетил, еве што се вели во доцни сати, во ситни сати, после полноќ да направи некаква посета на тие простори затворски во Шутка. Родановски вечерава до овие моменти немаше полициско комби по 8-часовната потерница на Министерството за внатрешни работи во кое внатре поранешниот премиер Никола Груевски да е спроведен во затворот во Шутка. Поранешниот премиер ова не го најде полицијата поранешниот премиер ниту во неговиот дом, ниту во неколкуте локации за да го спроведе во Скопскиот истражен затвор. Тоа што тука е на терен што се забележува е дека во овие моменти улицата пред Скопскиот истражен затвор е мирна и едва и продува по некое возило, изгаснати се светлата барем на портирницата во самиот затвор во Шутка, веројатно и чуварот веќе мирува. Немав ниту одговори, односно нити можев да го добијам директорот на затворот Шутка, Ѓоко Котевски, за да даде одговор дали навистина ќе дојде во Скопскиот истражен затвор, бидејќи него забележав, бидејќи секако од него очекувавме да ни гостува на најно од линковските вклучувања во живо на програмата на 1 ТВ во однос на одговори со какво и доколку имаат информација од полицијата кога би бил донесен или ако се најде поранешниот премиер Груевски, како би се постапувало со него внатре во затворот Шутка. Тоа што го имаме како информација, но секако не е дојден до тој момент е дека Груевски би бил во затворениот оддел. Ова веќе неодамна го изјави за 1 ТВ самиот директор на затворот Шутка. Тоа што како главна информација нели зошто Груевски се очекува да биде спроведен со полициско комбе со лисици на рацете е тоа дека самиот премиер не се јави сам во Скопскиот истражен затвор, бидејќи во неколку наврати судската полиција не успеа да му го даде решението, односно патниот акт во кој пишува дека треба веднаш да се јави во затворот Шутка и дека му се одбиени жалбените постапки кон судот со кој бараше одлагање на затворската казна во случајот Тенк за набавката на луксузниот Мерцедес од околу 600.000 евра, случај во кој поранешниот премиер заработи 2 години затвор. Тука пред Шутка се неколку медиумски екипи во исчекување на неколков епилог, секако доколку и полицијата со националната потерница успее да го пронајде поранешниот премиер Груевски. Игор Стефановски, јас ти благодарам за оваа напорна работа до ситите утрински часови. Игор Стефановски од Шутка, Весна Велкова од вилата од Водно, Антонио Крстевски од пред МВР, предходно Владко Чаловски од седиштето на ВМРО ДПМН и се разбира целата информативна екипа која што денеска со голем напор и со исклучителна истрајност се обидува да ви даде информации на дилемата каде се наоѓа господинот Никола Груевски. Предпоставувам дека таа историја ќе остане да следиме и во наредните денови, затоа ова сега на вистина исклучување од нашите директни јавувања и ве повикувам да оние кои што се уште и во овие ситни сати се со нас, ве повикувам на убава, пријатна, мирна ноќ. Останете со програмите на 1 ТВ и во утрешниот ден. Пријатно и лека ноќ.